она што следува во по 8:30, односно по утринските вести, е вториот разговор за ова утро. Веќе на своето место, на својата позиција е нашата Слободанка, заедно со незината гостинка магистар Ирена Христов, НЛП тренер за млади, кој што ќе разговарате за интелектуален развој кај децата. Ирена, добро ви утро. Добро утро. Морам да ве поздравам, имате навистина убаво име. Утринава сме 3 Ирени овде во студиото. Вие, јас и нашата реализаторка Ирена. Да сте ни живи и здрави, Ето Иренка. така, исто и вие заедно со нас. Имате Да. убава интересна тема. И со слободен дух да сте и слободни, Така како е. мене, Слободанка. Така е. Благодарам, Иренче. Слободен И во мир. И во мир, Иренка, нели? Нели, што значи Така е. мир? Нели? Ке ве следам со внимание. Ако имам некое дополнително прашање, ќе оставам за крај. Секако повели. Повели. Кога и да сакаш, само кажи. Еве, јас да ги поздравам гледачите, не знам првиот пат дали им кажав добро утро или не, но секако за оправдување, нели, кога понеделнички, поготово од пораните утрински часови. Еве, ќе искористам можноста уште еднаш да ги поздравам сите наши гледачи кои што се ова утро заедно со нас и секако добро утро и до вас и добре ни дојдовте. Ке имаме за што да разговараме со вас. Благодарам на поканата, добро утро до сите гледачи. Ајде по вокациите да ги кажеме уште еднаш, јас да не случајно погрешам, да. Оние поглавните да ги Поглавните. стакнеме, да. НЛП тренер за млади, Така, психокоуч на институтот во Берлин, браво. mindfulness тренер, автор сум на програмата и на прирачникот кој што е за медиумска писменост, наменет за родители. За нас исто. Така е, Обрнувате мастер внимание. тренери за Да. медиумска писменост и така И натаму. сега која тема ние да ја одбереме покрај овие многуте. Меѓутоа, јас секогаш тоа го кажувам, оние што ни се нам најважни, а тоа се дечињата. И нивниот интелектуален развој. Што правиме со интелектуалниот развој кај децата? Еве тука кај нас првото прашање во Македонија. Не зборуваме само за Скопје, секако да не бидеме погрешно разбрани, на ниво на Македонија. Дали ние можеме да го поттикнеме интелектуалниот развој кај нашите деца во моментот во образованието со кое што се соочуваме, а ги имаме проблеми, мораме да признаеме, така ли? Така е. И ќе ги истакнеме, можеби. Апсолутно. Сите целат некако кон интелектуалниот развој, сметајќи дека интелектуалниот развој е основа за развојот на една успешна личност. Така. Оно што попатно некаде се губи во освен интелектуалниот развој е социјалниот и емоционалниот развој на детето. Тие ако ги немаме, ништо не правиме. Кои што така е, како компоненти се многу важни за севкупниот развој на личноста. Кај родителите некако се доаѓа до разочарување од оно што се случува. Реално е така. Така, Колку да. и да, нели, украсуваме дека Така е е, нешто така се е. убаво. Меѓутоа, родителите се соочуваат со И ние сме родители одредени и знаеме проблеми. зашто Да, зборуваме апсолутно. и Јас оние сум кои не родител слушаат. на Така три е. ќерки. Така е, да се живи и здрави. Се соочуваат и го бараат излезот во наставни активности, слободни активности, каде што сметаат дека нешто, некоја Ке се дупка, подобри. па ќе ја пополнат, ајде метафорички кажам. Да. Меѓутоа, трагејќи по тоа, се губи повторно, ќе кажам, емоционалниот и социјалниот развој. Бидејќи, детето не е прашано, може би и во таа трка, не е прашано што навистина сакаш ти. Дали тоа е твојата желба? Со што сакаш ти да се занимаваш? Дали ова ти е предизвик да го учиш? Како се чувствуваш додека ова го учиш? Значи, сега тука се опфаќаат трите сегменти. Го учи интелектуално, се развива, при што добива мотивација кога ќе поминеме на оној емоционален дел, како емоционален развој, како се чувствува при тоа додека го учи тоа. Воедно, може и да му понуди одредени алатки кои што може да му послужат за полесно да научи и да го најде патот и начинот кој е најлесен за него. Истовремено можеме да го поврземе и социјалниот дел, каде што ќе создадеме емпатија учејќи во група. Значи, тука имаме сегменти кои што се надополнуваат и влијаат секако во таа сложувалка Така. на развој на една успешна личност.
Ние можеме ли да имаме ова што ве слушав сега и го кажавме, емоционалниот развој кај дечињата. Меѓутоа, свесни сме и знаеме, ги имаме податоците и статистиките сите што покажува, за жал, постои оној булинг во училиштето, ајде да кажеме, од едно дете или повеќе дечиња, вознемирување кон другите, да бидеме нели понародски да се изразуваме, и едноставно што се случува еве кај тие дечиња што ја имаат таа потреба за да го прават тоа на останатите. Во текот на вчерашниот ден неслучајно од моето семејство ми кажува некој блиско што е до мене, нели е детенце, и вели дека јас би ги имал сите петки, меѓутоа не можам од тоа дете што мене многу ме вознемирува и така натаму. Дали тоа може да биде еве случај од булингот, да попуштат другите ученици со својот успех од вознемирувањето? Да, апсолутно. Значи, стрес. Булингот создава стрес кај личноста која што нели е жртва, можеби на тој булинг. Интелектуалниот развој, токму тоа е поентата. Значи, интелектуалниот развој не е гаранција дека детето ќе знае да се справи во одредена ситуација. Така. Конкретно, еве, со булинг. Да. Начинот на комуникација, како ние комуницираме со детето, како ние комуницираме со децата воопшто. Јас како менаџер на паралелка, например, во улога на наставник, како јас комуницирам со тие деца. Сето тоа врши влијание на децата, на развојот на личноста. Инаку, создавањето на булинг, да, може да бидат таргет токму тие деца кои што се и интелектуално способни и се интровертни. Може да зависа се јавува од мали нозе и кон одредени дечиња кои што знаат и умеат полесно да ја научат лекцијата и така натаму. Да. Значи има различни тие тригери, што велиме. Да, што можат да предизвикаат, една од тие е токму и ова. И токму тоа, значи, може да создаде. Сега, ние сме менаџери на сето тоа. И ако забележавте, кажав како ние комуницираме, не кажав што ние комуницираме. На каков начин, да. Така е. Затоа што е многу поважно како ние комуницираме, а не што им кажуваме. Ние можеме едно да зборуваме, но ние ако не сме усогласени самите со тоа што го зборуваме, ние по автоматизам, ние велиме не сме конгруентни. Значи, нашиот говор не се совпаѓа со нашиот став, со тоа што го кажуваме, ние туку ни е научено па како гола фраза го кажуваме. Па можеме да кажеме... Или пак може да појасниме, едно зборуваме, а со делата друго покажуваме. Друго покажуваме. Значи, јас можам да кажам, тоа сум го научил, знам дека не треба тоа да се прави и окей, јас тоа ќе го кажам, а па ги опомнам, па направи вака, направи така. После тоа, па сега што можам да им направам, сега тие така и така прават, и сега тоа е. И дигаме раце. Најчесто кога ќе наидеме на еден таков, значи, голем притисок, најчесто и креваме раце. Не за тоа што, значи, не бараме виновник, туку тоа е најдобро што знаеме да го направиме. За жал. Тоа е најдобро, значи нас никој не научил. Затоа постојат дополнителни едукации, тука не застануваме. Како велат луѓето, технологијата е во развој. И да, и кога ќе кажем технологијата е во развој, сите помислуваме на компјутери, на технологија, она што е виртуелна, која што е тука. Во суштина на нештата, ние сме најголемата технологија. Технологија, убаво кажано. Бидејќи во нас има толку синапси, толку неврони, толку невротрансмитери кои што се пренесуваат низ нашето тело. Луѓето ја создале технологијата. Не можеме ние со старите уверувања и навики да создаваме ново современо општество. Значи, треба постојана едукација, постојано чекор со и пред времето, за да можеме да оспособиме и генерации кои што ќе бидат усогласени со денешното живење и ќе бидат подготвени за еднината. Да, верувам. Меѓутоа, еве вака кога не слушаат сега кога зборуваме, сето тоа од зборувањето може да е поедноставно вака кога се слуша. Меѓутоа во пракса како и како може да делуваме за да допреме до дечињата, да ја развиеме нивната интелектуална способност, не мора да е математика, не мора да е физика, не мора да е хемија, едноставно што треба еве според вас, еве сте во Берлин така, во западните земји, како тие функционираат со оглед на тоа дека знаеме дека го имаат интелектуалниот развој таму, меѓутоа како ние тука да го создадеме, затоа што имаме многу предмети,
во основното образование. Ги насочуваме кон сите предмети, не гледајќи дали некое дете може би го има талентот за еден, за два, или за повеќе, меѓутоа еве може да се задржиме или само на еден. Што правиме во тој случај? Сте биле дел од образованието, затоа ве прашувам. Да, во праксата, за жал, на маргината се некаде ставени надарените и талентираните деца. Жално. За жал. Велам надарени и талентирани, значи вршам подвоеност, затоа што или не го препознаваме разлика. талентот. Може би и да го препознаеме, но програмите кои што се нудат се, нели, воопшто важат за сите. Тоа е исто како Ајнштајн што рекол, рибата, нели, дали може да се качи на дрво или мајмунот да плива под вода. Значи тоа е случајот. Програмата е иста, која што се нуди и на надареното, и на талентираното, и на сите оние, на тој некој си интелектуален разум. Одиме по еден систем, да. Се оди по еден систем, систем, унифицираност некоја и тоа е таа. Има индивидуални програми каде што навистина може да работат, се создаваат и индивидуални програми, но времето кое што се треба, значи, да се реализира програмата е многу кратко за потоа да се посвети внимание во индивидуализиран или диференциран пристап во настава. И токму тоа е некоја кочница, може би, во системот. За разлика од Западот, таму веќе си се одвојуваат веднаш предметите. Така е. Значи, кој е интересот на детето, таму се насочува. Ако одиме кон Запад, зашто тоа не е и кај нас така? Тоа други Туку само со деветолетката ги имаме предностите. Во друга надлежност. Но оноа што јас можам да го направам, затоа и се издвоив од системот, бидејќи јас работам со тие деца. Така, и ги поддржувам тие деца, токму талентираните и надарените деца, бидејќи тие се изгубени во системот. Не може да се најдат. Знаете, и ние како возрастни личности ќе се најдеме, ќе застанеме еден ден пред себе и ќе речеме, чекај, јас работам, се правам, а не сум задоволен, не се чувствувам среќен, не сум задоволен во останало живење. Тоа е затоа што ние сме се воделе по некоја си програма, која што така морало, така требало, па ме насочил татко ми, мајка ми ме насочила, некој од родителите ми кажале што да правам. Се држиме за тој систем. И се држим за тој систем. Никој прво мене не ме прашал, затоа велам, ние постапуваме како сме ние научени. Ние така најдобро знаеме. Значи, мене некој ми кажал и јас така, јас не ни знам зашто имам талент. А камо ли да работам на талентот на моето дете и надареност. И јас немам појма зашто е надарено. Доколку не го видам. Токму тоа го работам. Значи, и со родители, и со деца, и со млади, токму тоа го работам. Да го откријам својот потенцијал, сиот свој потенцијал кој го имам и да го искористам. Што е тоа што ме мотивира јас да учам? Што е тоа што сакам јас да бидам и да постигнам во животот? Дали сум задоволен со тоа? Дали тоа ме прави среќен? Ние никогаш тоа не сме ги прашале деца. Тие ќе дојдат од училиште и ги прашуваме како помина? И дали имаме домашна задача? Ти испраша? Не. Не. Добро е, да, помина денот. Добро си поминал. Или имаш нешто за учење? Не. Ако имаат домашно, те никогаш немаат за учење. Не. Значи, сето тоа така некако ни поминува. И тогаш, додека се мали, нели, сметаат родителите, пак ќе кажам, дека им недостасува нешто во интелектуалниот развој, гледаат дека има некој недостаток, ама тоа го бараат токму во тоа, дополнителна активност, ова, ајде тука ќе го носиме. Да, тоа беше и следното прашање со дополнителните активности. Дали е прашано детето, дали навистина сакаш ти тоа да одиш таму? Дали е тоа што те задоволува? Сведоци сме и многу често сме го споменале тоа и во утринските програми, но не почесто или да кажам не сме го образложиле зошто е тоа така, па може сега да ги искористиме токму тие минути и со оглед на тоа дека се работи сепак за интелектуалниот развој на дечињата. Ајде конечно да кажеме. Родителите сакаат курс англиски, курс германски, курс италијански, шпански, така натаму да знаат децата јазици, што воопшто не е никаков проблем и е во ред. Меѓутоа, дали, како што кажавме претходно, детето ќе се снајде во таа средина и дали тоа го сака. Гитара, спорт, фудбал, карате, кошарка, ракомет и така натаму, да не ги набројуваме, значи дополнителни курсеви за дечињата каде што мислиме дека може да ги насочиме, а што воопшто може би не е така. Па потоа може да се разочараат и родителите и дечињата. Ајде сега на оваа тема подлабоко да навлеземе малку. Тоа е многу интересно. Ќе ви кажам конкретни примери од искуство, од пракса. Секако. Значи,
сака да оди во музичко, сега не е потенциран Да, виолина, предмет, нели, таму, сака да клавир. оди да свири тоа и тоа, ама јас сметам дека сега не е времето. Значи сега треба да си се посвети на ова, па тоа да го решиме, па после тоа ќе си се посвети. Кога детето сака и кога Дајте му ја изразува желба, можност, значи да. сега е времето. Така. Овој момент е сега и нема реприза на овој момент. Значи ние имаме таква тенденција да ги одложуваме работите. И гледате дека детето бара помош и вие мислите како родител дека сега не му е потребно тоа. Значи чекајте, кој бара помош? Кој сака нешто да оди да учи? Дали сте вие или вашето дете? Ете така. Значи тука треба да направиме една дистанца. Ние Па и ако не сака, не мора ни и да го... ако не сака, Така. не треба да го тераме. Има и Така е. таков случај. Например, Па има. детето одело до 8, 9 оделение, Се одело на откажува. некој спорт Да. и одеднаш се откажува Така од е, да. спортот. И сега вели, па ние се сме инвестирале, па толку време е вложено и сега не сака. Значи јас сметам како родител дека му е преодна фаза, ќе му помине, ај сега како ова да го надминем. Значи, јас не можам да знам како моето дете се чувствува. Ниту пак можам да знам дали му е преодна фаза. Единствено за кој можам да знам сум јас. Дури и за себе некогаш не сме сигурни. Нели, да. Значи, седнете, Тоа значи дека треба да разговарајте. се разговара со децата и да го Апсолутно. слушнеме нивниот глас внатрешен што ни кажува, па дури кажуваат и гласно Така е. и јасно, само што треба да ги послушаме, а не дека ние мислиме тие се на помала возраст, па не важи твоето, ние сме повозрастните, тие што треба да ти кажат што треба да правиш во животот. Точно. Како вели, сега ова се бара, она се бара. нели Останало сепак на време кое е позади нас и се уште го влечеме. Го влечеме за жал. Затоа што јас ќе кажам, минатото е минато и Така тоа е е. веќе завршена Сега работа живееме во други и не можеме времиња. ништо да смениме. Така е. Она што го носиме се нашите навики. Ние сме играле криенка, сме играле ластик, Така е. не знам какви не Се други сме игри. си играле. Не сме ги имале телефоните, да, дури со Бурзисини. кал сме играле и сме правеле торти од истите. Да, многу креативни сме си биле. Сме биле креативни, а сега се телефоните и ние против тоа не можеме ништо, сакам да кажам. Апсолутно не можеме и не треба против тоа. Да. Знаете како, нешто со кое што се бориме, тоа значи дека имаме бори се или бегај. А тоа е позиција на страв. И кога се бориме, имаме повторно дуалност. Или имаме победник, или имаме поразен. Поентата на нештата е да ги прифатиме работите токму такви Какви што се. Со технологијата е најголемиот проблем. И А зошто таа е е толку тука. време на технологија, зошто е со телефоните во раце? Тоа ние управуваме Да. со тоа. Значи, тоа е до нас, ние што можеме да направиме. Така. А тоа е, ние не можеме да сопреме развој на технологија Така е. во тој смисол, нели, И да ги технички одземеме дел. на децата телефоните и Точно. компјутерите. Но можеме да управуваме со сето тоа. Да. Да лимитираме, да поставиме граници соодветни, да внимаваме, филтер да си ставиме, бидејќи ние веќе имаме филтри во нашиот мозок, да ги искористиме Да ги тие филтри искористиме. и да кажеме, добре, ова е окей за мене, ова не е окей. Нашата емоција да ја следиме, нашето тело, затоа што нашето тело е полигон на нашите емоции и нашите мисли. Само треба да го следиме и да видиме што тоа ни кажу, да го слушнеме. Како и дечињата што се ги Апсолутно. го имаат своето полигон, колку Апсолутно. брзо времето ни поминува. Уште колку имаш ли нешто да прашаш, Ирина? Заврши времето. Ама ве слушам со такво внимание, бидејќи навистина многу ми е интересна оваа Да. тема. Само можеби како да ве најдат сите оние кои што сакаат да стапат во контакт со вас? Секако. Така. Може на социјалните мрежи да ме најдат како irena.d.hристов, може да ме најдат на телефонот 070388404, НЛП тренинзите, НЛП за млади. И тука Каде и и плюс да- прашањето, колку траат, да кажеме сега, како да ги наречеме, Тренинзи се тренинзи тие. се, да. Колку траат и што произлегуваат од овие тренинзи, тоа е исто така многу клучно прашање и одговор на кој што Тоа треба да е ја... феноменален производ. Аха, одлично. Доколку имаме само дисциплина, затоа што тренираме многу вештини кои што се попатно изгубени. А исто така и со возрастните, така? Да, со возрастните, каде што работиме, да речеме, во групи тренинзи, ако ни се со деца, тинејџери, работиме и со родители, а воедно работам и како создавам тренери, НЛП тренери за работа со деца и родители, mindfulness тренери, значи ред широка е Широка е, палетата. да, палетата. Да, а оно што излегува од децата се навистина едни успешни личности кои што знаат точно што Што сакаат. Браво. Браво.
Така и се треба. мотивирани Да. и целат на вистина да го постигнат тоа и го постигнуваат. Јас мислам, сега не сакам некој погрешно да ме разбере, меѓутоа во училиштето, во основното образование, толку многу предмети не може да се пронајдат дечињава. Имаме, ако ги набројуваме, еве кај моето дете колку предмети ги има и сега кон што ние да се насочиме, ова да го учиме, тоа да го учиме, на тоа да му посветиме внимание, па треба да се нацрта, па треба да се направи домашна задача за математика, па македонски јазик имаме и тоа вака некако мене ми е, дури и мене веќе ми доаѓа, дали било во ние кога сме биле генерации толку многу наставници кои се бореле за нас за да ги истакнат талентите, а сега ги нема, па некако име толку се помешано, не знам, меѓутоа сигурно дека го имате одговорот. Имаше порано и слободни ученички активности, Ете каде што така, кои што се имавме посветат секции, точно, каде што браво, убаво што ме потсетивте. ги истакнувавме нашите таленти што а сега ги имавме. как ги има, но ги нема. А сега ги има само нели Формално. написмено, формално, напишано и така. Искрени сме и си кажавме се, меѓутоа и веќе се видиме и на следна некоја друга тема за нас повозрастните малку да поизборуваме. Да. Ви благодарам. Благодарам и јас, Ирина, тука ние завршуваме.